Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека Центар за поддршка на млади денеска беше отворен во општина Шуто Оризари. Оваа канцеларија ќе има намени кои што тесно ќе се врзуваат со хуманитарната дејност на Црвениот крст. Останете со нас. До почетокот на 2014 година ќе бидат поставени 226 нови автобуски постојки. Сокол Митровски повторно избран за председател на Советот на Скопски плански регион. Децата од аеродром ја одбележаа неделата на безбедност на патиштата. Одржана првата работилница на тема видеонадзор во местата за задржување. Во општина Киселавода се поставени првите нови автобуски постојки кои денеска ги промовираа градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и директорот на ЈСП Скопје Мишо Николов. Вкупно ќе бидат поставени 226, така што рокот на првите 50 елементи беше до крајот на април, а останатите 176 ќе се монтираат до почетокот на 2014 година. Андријана Димитриевска. Вкупно 226 нови автобуски стојалишта треба да бидат поставени до почетокот на 2014 година. Првите автобуски стојалишта се поставени во општина Киселавода, каде што денеска ги промовираше градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и директорот на ЈСП Скопје Мишо Николов. Трајановски информираше дека до почетокот на месец јули ќе бидат поставени околу 50 нови автобуски стојалишта. Скопје добива современи автобуски стојалишта кои се изработени од челична конструкција, квалитетна настрешница, клупа за седење, непробојно стакло, како и информативна табла. Во моментот се поставуваат на неколку локации во градот Скопје, овде во општина Киселавода, во општина Газибаба, во општина Ѓорче Петров, во аеродром и во некои други општини. Градот Скопје на овој начин ќе добие модерни и современи автобуски стојалишта. Како што гледате, тие имаат челична конструкција, горе имаат специјален покрив, меѓу челичната конструкција имаат стакло, кое што е непробојно стакло. Исто така имаат и табла, во која информативна табла на која што граѓаните ќе може да се информираат за времето на доаѓање и на заминување на автобусите кои што се обраќаат на оваа релација. Ова е проект кој што е на градот Скопје од поодамна. Требаше да биде претходно завршен, меѓутоа на претходниот тендер со оглед на тоа што тој што го доби тендерот не достави банкарска гаранција, беше поништен тендерот, така да со неговото поново објавување и со изведувачот кој што сега ги работи овие, сметаме дека до почетокот на некаде во почетокот на 2014 година ќе имаме 226 нови автобуски стојалишта. Финансирањето за новите автобуски стојалишта се од страната на градот Скопје со 66 милиони денари. Од името на граѓаните на општина Киселавода, дозволите ми да се заблагодарам на градоначалникот на град Скопје господинот Коце Трајановски и на директорот на јавното сообраќајно предпријатие Скопје господинот Мишо Николов за реализацијата на овој проект, од кој бенефит ќе имаат пред се самите граѓани. Желбата на граѓаните за добивање нов модерен јавен транспорт со современи услови за патниците веќе полека станува реалност, додаде градоначалничката на општина Киселавода Билјана Беличенец Алексич. Градоначалниците на скопските општини ја одржаа првата конститутивна седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион, на која беа верификувани мандатите на членовите на Советот, а градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски повторно е избран за председател на Советот на Скопски плански регион. Градоначалниците на скопските општини и општините во Скопскиот регион по одржаните локални избори денеска го одржаа првиот состанок во рамки на Советот за регионален развој, кој што заедно со останатите 7 во Македонија е формиран во 2007 година со донесување на Законот за рамномерен регионален развој. На денешната конститутивна седница беа верификувани мандатите на членовите на Советот, а градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски едногласно беше повторно избран за председател на Советот на Скопскиот плански регион.
Тој порача неговите колеги градоначалници да бидат редовни на седниците, да се здружуваат и со заеднички проекти, да се користат средствата од европските фондови. На конститутивната седница на Советот на Скопскиот плански регион присуствуваше и министерот за локална самоуправа Тахир Хани, кој рече дека ќе се залага за редовни средби и консултации во интерес на ефикасна реализација на заедничките проекти. Тој информира дека децентрализацијата и регионалниот развој и наредните години ќе останат како приоритети. Како министер за локална самоуправа ќе се залагам максимално во насока општините да имат една добра соработка. Ако ние имаме добра концепција за добра соработка, секако ќе бидеме успешни. Ако не успеваме ние да имаме добар концепт на распределба на средствата преку Биро за регионален развој или средствата што се одвојуваат од буџетот на Република Македонија за рамномерен регионален развој, тогаш секако дека ќе бидеме успешни. Скопскиот плански регион е најголем и според бројот на општините што ги опфаќа 17 и градот Скопје и според бројот на населението повеќе од 500.000 жители. Децата од општина Аеродром денеска во придружба на градоначалникот Ивица Коневски и амбасадорката на Кралството Холандија Марија Чурман, како и представници од АМСМ и Министерството за образование го премина пешачкиот премин, приклучувајќи се на глобалната недела за безбедност на патиштата на Обединетите нации, при што акцент беше ставен на најмладите. Елизабета Дамјановска. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски, заедно со амбасадорката на Кралството Холандија Марија Чурман, како и представници од АМСМ и Министерството за образование, денеска пешачкиот премин пред трговскиот центар Бисер го поминаа заедно со голем број дечиња кои учествуваа во глобалната недела за безбедност на патиштата на Обединетите нации. Во кампањата акцентот беше ставен на најмладите, како потенцијални жртви на несовесните возачи. Се со цел да се намали бројот на сообраќајни несреќи во кои како жртви се јавуваат дечињата. Инаку општина Аеродром има голем број на дечиња, најголем во градот Скопје, и од тие причини земавме учество во овој проект. Јас се надевам дека преку едукацијата на дечињата што е можно повеќе ќе се намали бројот на сообраќајни несреќи. На дечињата денеска им беа доделени и елечиња за безбедно движење по улиците. Според амбасадорката на Холандија Марија Чурман, тоа е еден чекор напред во подигнувањето на јавната свест на возачите, начин на кој ќе забележат дека не се сами во сообраќајот. Дониравме овие елици за безбедност, за децата да можат безбедно да одат во училиште за да можат да бидат видени. И она што важи пред се за мене, тоа е кога ќе застанеш додека возиш, на сметката која што добиваш, едноставно го прави денот многу убав. Во акцијата се приклучија и Министерството за образование и Автомотосојузот на Македонија. Да ги заштитиме пешаците на улиците, особено најмладите учесници, децата. Во Република Македонија се уште во местата за задржување и лишување од слобода има потреба од создавање подобри услови, подобар третман и комуникација со лицата кои се лишени од слобода. Се со цел да не се дојде до повреда на човековите слободи и права, беше потенцирано на денешната работилница за видеонадзор во местата на задржување. Ивана Митковска. Народниот правобранител Иџет Мемети, директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци Димитар Георгиевски и раководителот на одделот за правда и антикорупција во делегацијата на ЕУ во Македонија Манфреда Слимантас денеска ја отворија првата работилница на тема видеонадзор во местата на задржување, на која беше констатирано дека во Македонија во местата за задржување и лишување од слобода се уште има потреба од создавање подобри услови, подобар третман и комуникација со лицата кои се лишени од слобода, се со цел да не дојде до повреда на човековите слободи и права. До сега нити до Народниот правобранител, ниту до дирекцијата нема поднесено приставки поврзани со видеонадзор на лицата во казнено-поправните институции, психијатриските болници, полициските станици и други места, истакна Народниот правобранител Иџет Мемети. Таа контрола е многу битна и таа цел што го има овој инструмент, како што реков, е самата сигурност на сите лица и на граѓаните. А
посебно за лицата кои се лишени од слобода. Јас во една прилика имам кажано општо дека не е проблем да се собираат податоци, па и со поставување на камери и така натаму. Најбитен сегмент е како тие податоци што се собираат, се чуваат. Значи, заштитата на таквите податоци. Да не се случи тие податоци што се собираат да се употребуваат за тоа што не е основна цел за поставување на таквите инструменти. Директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци Димитар Георгиевски истакна дека видеонадзорот е тема од посебен интерес на дирекцијата и најави инспекции и преземање превентивни механизми за подобрување на состојбите во затворите, психијатриските болници и другите места на задржување и лишување од слобода. Советникот за превенција од тортура во канцеларијата на Народниот правобранител Донче Бошковски пак истакна дека од вкупно 59 посети направени во полициски станици, казнено-поправните установи и психијатриските болници. Меѓу другото, констатирано е дека видеонадзорот се спроведува само во 10 полициски станици, каде се реновирани просториите за задржување. Внатрешниот видеонадзор се врши во просторијата за задржување, просторијата за распит, канцеларијата на службеникот за прифат и ходникот, а податоците се чуваат на централно место. Видеонадзорот се спроведува континуирано во текот на 24 часа, но Министерството за внатрешни работи се уште нема изготвено посебен акт со кој ќе го регулира видеонадзорот, односно актот е во постапка на изготвување. Народниот правобранител Иџет Мемети посочи дека оваа работилница е најава за многу заеднички проекти со Дирекцијата за заштита на лични податоци. Тој ја најави и пресконференцијата закажана за 16 мај, која ќе бидат соопштени и првите податоци од инспекциските надзори за утврдување на состојбите низ затворите, психијатриските болници и другите места на задржување и лишување од слобода, како и подобрување на истите. По повод одржувањето на манифестацијата Скопски маратон 2013 во недела во период од 7:30 до 14 часот ќе биде изменет режимот на сообраќај. Во тој период целосно затворени за сообраќај ќе бидат улицата Димитрije Чуповски, булевар Илинден, улицата Франклин Рузвелт, Војвода Васил Чакаларов, булевар Митрополите Одосиго Логанов, улица 11 октомври, дел на булеварот Крушевска република, од семафорите кај Тутунски комбинат до семафорите кај полициска станица Пролет. Булевар Трета македонска бригада од семафорите кај полициска станица Пролет до крстосницата со улицата Фрањо Клус. Десната коловозна лента од булевар Јане Сандански од Тобаков во правец кон аеродром се до крстосницата со булевар Србија. Делумно затворени за сообраќај ќе бидат десната коловозна лента од булевар Климент Охридски во правец од Матица до семафорите кај Влада, улица Љубљанска во правец од булевар Илинденска до семафорите кај булевар Партизански одреди, улица Московска во правец од булевар Партизански одреди до студентскиот дом Гоце Делчев. Во согласност со променетиот режим на сообраќај ќе биде променет и режимот на линиите на јавниот градски превоз. Еве што ќе гледате понатаму во денешното издание на Урбаните вести. Спорт. Ракометарите на Вардар Про и Металург одиграат 25:25 во автокоманда и прашањето за титулата ќе го решат во последното коло во спортско-рекреативниот центар Кале. Актуел Сара Марковска издаде нова песна насловена Зелено светло. Ракометарите на Вардар Про и Металург одиграат 25:25 во автокоманда и прашањето за титулата ќе го решат во последното коло во спортско-рекреативниот центар Кале. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.